Почитувани, добар ден, гледате Црвена линија. Кој зошто не ги плаќа општинските даноци? Ревизијата на Државниот завод за ревизија покажува дека општините во последните 5 години не успеале да наплатат речиси 48 милиони евра, а најголемиот дел од долгот за данок на имот е постар 5 години. Кој зошто не ги плаќа општинските даноци и кој ги должи милионите на општините? Тоа е оно што ве прашуваме денес во ова денешно издание на Црвена линија. Потсетуваме за учество во истото. Доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02 307 0005. Задолжително, како и во секој издание, потсетуваме целосно да биде намален тонот на телевизорот по вртењето на нашиот број, особено од кога ќе ве превземат во режија, бидејќи доколку не го сторите тоа, неретко се случува и да се исклучите, бидејќи нема да имате можност да слушнете дека веќе сте во програма и ги очекуваме вашите одговори. А кога сме кај прашањата и секако можноста да дадете одговори на анкетно прашање, да подсетиме дека треба да не заследите на Инстаграм. Тоа значи ви треба профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Прво ќе не заследите, а потоа веднаш ќе кликнете на Инстаграм стори. Прашањето е за денес. Каде е одговорноста за ненаплатените општински даноци? Еве како тоа изгледа на Инстаграм стори, а за учество во анкетите секако треба да се кликне на полето кое што го содржи вашиот одговор. Имате денес две опции за одговор. Под А кај неплаќачите и под Б кај институциите. Така да, ако сметате дека одговорноста за ненаплатените даноци е кај неплаќачите, а ќе кликнете под А ако мислите дека е под Б кај институциите, кликате на полето каде што ви е дадена оваа можност и оваа опција. Зошто? Бидејќи ако ги впишувате одговорите почитувани во инбокс ДМ, секако не влегуваат во она централна пресметка на резултати, која што објавуваме конкретно секој издание на Црвена линија. Бива објавена секако и во наредните 24 часа на Инстаграм стори на нашиот профил, така да резултатите се пресметуваат во проценти. Но зошто да не ве слушнеме во живо? Според вас, еве ќе почнеме и од анкетното прашање, каде е одговорноста за ненаплатените општински даноци? И секако според вас, кој зошто не ги плаќа општинските даноци? Кој ги должи овие милиони на општините? Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме, Тинче. Во Црвена линија. Добар ден! Се слушаме, така ли? Да, одлично. Па тоа најдобро ти ги прашаш од општина Рачинови и сите тие кои зашто не плаќат. Овие нашите општини македонските сите плаќат. А овие општини што се со мешано население тешко наплаќаат. Затоа што не е до неплаќачите, до институциите. Институциите не се ги побаруваат парите, затоа што има министри, па после они си ги платат сите даноци на државата ги плате, и така иде тоа, разбираш. Додека кај нашите општини во Македонија, тие, мислам, македонските општини повеќе, тие се редови плакачи. Затоа што ако не плате, даде ga на извршител дојде му да плаче. Тоа е работа. Така е. Благодарам на ова. Добро, бевте покуси од предвидените 90 секунди, но сосем разбирливи и јасни. Топло препорачуваме секако да останете со Црвена линија, бидејќи вие сте и првиот гледач со кој што започнуваме оваа дискусија и практично вклучувањето на гледачи во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Да, јас слушам, да. Да, одлично ве слушаме. Па еве, кој ги должи овие милиони на општините според вас? Видите, кога овие пари, како че се некој работи сложам со претходникот, значи, кога знаеме тука да бараме двојазичност, тројазичност, значи, и казните, и од полиција, и прекршоци, и све, и овие давачки, и вода неплаќање, струја неплаќање, даноци неплаќање, треба во јавност да се изнесат кој дужи пари по национална основа.
македонец, албанец, ром, турчин, бугарин и така натака. Значи во јавноста треба да се види кој должи пари, која нација должи пари, пошто ние сме овдека собрание многу. Значи, ако сте вие телевизија и немој да работите, прошлиот пат ми исклучивте, немој да работите само со 20 луѓе у телевизија. Работете со малку повише. Дали ќе ми се лутите или не, тоа е ваше право. Ајде да ве прашам и ова момент. Кажете ми, одговорноста гледате стрикно кај неплаќачите или кај институциите што не се наплатени? Институциите го кријат тоа. Кој не плаќа? Значи, кај нив е проблемот, затоа кажувам да се најде и да се каже национално. Кој плаќа, кој не плаќа. Ја живеев 15 години у Србија, па стара сметка ми ја наште, па ми ја блокирале. Добро, благодарам многу за одговорите и секако бидете сигурни дека за црвена линија секогаш сте добре дојдени, а тоа што сме ве исклучиле, најверојатно сте направиле отстапка од нашето правило. Најверојатно се надминала црвената линија, а за оние кои што можеби од неодамна не следите или можеби денешно во издание ви е прво, црвената линија почитувани задолжително се активира и да настапува исклучување кога секако имаме говор кој што содржи вулгарности, пцовсти, говор кој што секако содржи елементи на насилство, алудира на секако непријателски тон, така да таа устапка секако нема да се случи, да не исклучиме доколку не се држиме до нашата етика. Но ние сме денеска прецизни, конкретни, прашањата се кој зошто не ги плаќа почитувани според вас општинските даноци. Можевте да слушнете досега два одговори, дури последниот гледач ве потенцираше дека е потребно и да се можеби да се објават неплаќачите, но каде гледате всушност одговорноста, во кој кај неплаќачите или пак кај институциите што има волкав долг, да речеме од речиси 48 милиони евра ненаплатени даноци кај општините? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас ќерка ми живее Германија, до сега плаќав, мене се вози куќата, до сега плаќав 1500-1600 денара. И дојде сега да платам негде на 4000. Отидов у телевизија, тамо тие, јас сум вогодени човек. Сами отидов прашува, ќерка ми зашто не се дојава нова адреса. Тук. На улица Козли 18, број 18. Викам, живе в Германија, ќе си дојде овдека, планира пред пензија и ќе си дојде. Морало да биде нова адреса, па да плаќа како што сум плаќал до сега. Која таа глупост е, значи да не доаѓа овде према ќерка ми, да ќе продаде куќава, ќе продаде ми готово. Разбираш ли? Зашто не живеела тук? Од 1500-1600 денара, така нешто беше. 4000 и нешто отиде во општина, зашто не се водила нова адреса ќерката? Што да прават? Тоа е тоа. И уште одговорноста е гледате кај институциите или кај неплаќачите за долгот? Абе, кај мене лични институциите, арабиска држава, Така, благодарам многу што бевте дел од црвена линија, се вклучивте и секако дадовте одговори на нашите прашања, но и го споделивте вашето лично искуство. Продолжуваме со вас и пред да го речам следното, добар ден, секако да ве потсетам дека активно учество во црвена линија имате можност да имате и преку социјалните медиуми. Се што ви треба е нашиот и профилот на Телма телевизија на Facebook. Темите редовно, секојдневно се објавуваат на двата зида. Еве како изгледаме на Facebook. Прашањето е кој и зошто не ги плаќа општинските даноци. Така да пристигнаа поприлично голем број коментари, со нив ќе почнеме, односно нивно читање
нешто подосна, но сега продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Намалете го веднаш, ве молам, тонот на телевизорот. Ало, јас се извинувам поново. Добро. Еве, ми текна Ајде. моментално дека има денеска случај. Добро. Во Север станица напугнато за вадење на дополнителни сметки. Затоа што поштата касни, ја нон-стоп вадам таму. Човекот не можеше да извади сам, му помогнав и имаше 3 неплатени сметки. Провизорно му пресметав некаде 25.000 денара. Не од нашата национална македонска, од албанска националност. А јас сум бил исклучен за еден рачун. Ете го еден проблем. Сега моментално се седи, затоа се јавив повторно, јас извинувам, пошто мразам многу и критичар сум голем, што се јаваат луѓето нон-стоп, особено по некој по 2 пати, еве и мене ми се случи денеска, али во интерес на времето, дека кратко, еве денеска кај мене се случи лично. Јас на човекот му извадев 3 сметки. Некаде провизорно, како што му видиш, некаде околу 25.000 денари. Мојата сметка е 1530, а бев исклучен пред 2 години за 860 денара некаде, неполна јадарка. Ете го еден од проблемите. Фала, пријатно. Благодарам многу и за повторното вклучување и секако за тоа што редовно не следите и учествувате во Црвена линија. Не е лошо да почнеме малку и со коментарите, имаме голема активност и на прашањето кој зошто не ги плаќа општинските даноци, еве каков одговор даде Тихидон. Вели не плаќаат богатите, обичниот народ редовно си ги плаќа даноците и сметките. Одговорноста е и кај неплаќачите и институциите, кои неодговорно, немилосрдно и енормно трошат народни пари поради превработеност во администрацијата. Едно прашање до сите за размислување. Дали може повторно да го покажеме коментарот, ве мола? Плаќаме данок на плати, пензии, имоти кои сме ги стекнале. Купуваме храна, техника, облека, плаќаме данок. Уште малку ќе ни воведат и даноки на воздухот што го дишеме. Зошто? Зошто да плаќаме за се данок за нешто што со пари сме го заработиле? Испаѓа дека ништо не е во наша собственост. Голема благодарност до Тихидон. Еве, ги слушате одговорите, реакциите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Убав ден, Црвена линија. Благодарам ти, Чевак. За кои не ги плаќа даноците? Па, Тихидон нешто спомна, а ја малку ќе го проширам ова. За тоа што за 4 села, кај нас 4 до 5 села се, максимално 20.000 вработени. Имаме ние голем проблем. Со тоа што имаме некоја си јавна гломозна администрација минимум од 60 до 80 луѓе. Сега, кога треба ние од катастар да извадиме некое барање или било што е да е документ. Ете, обичен извод од батична книга. Значи, 3 дена маткање ти е тоа по не знам какви институции. Додека ја живеев и во Архим, во Холандија. Архим со нивните околни места што се, некаде околу 800.000 жители се. Знаеш колку има? 9 души администрација. И шефот има 10. Значи, ако некој се развали, шефот го заменува. Тука обслужувањето, значи, на 3 документа помалку на кафе вадење од автомат беше. Значи, помалку од 5 минути. Тоа е, се вика, администрација и ефективна. Кај нас, значи, неефективната администрација ни ги крева цените на даноците. Со тоа што билдањето на луѓето е проблемот со кревање на цените на даноците и некои изреволтирани и него ни плаќаат. Не се многу големи пари, него редовно се креваат. Со тоа што мислам дека народот нешто од револт, нешто може би од немање или може заборав, тука некаде е проблемот. Та главно за и долго. Благодарам многу за одговорите и вклучувањето во Црвена линија. Подсетувам, секогаш можете да имате увид во времето кое одминува, предвидени се 90 секунди, а увидот го имате преку тајмерот кој што при вашето вклучување веднаш се објавува на екранот. Секако, како и пред малку што кажа гледачот, секогаш можете и добре дојдени сте и за повторно да се вклучите во Црвена линија, ако имате потреба да се доискажете. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Јас секако ќе дадам време, бидејќи секогаш предност имаат гледачите кои што чекаат да бидат вклучени во живо. Затоа уште еднаш велам добар ден, дали се слушаме? Добро, да не ме слушате само добар ден. Ако има некој почитувани, секако пријавете се, ќе ве слушнам овде во студиото. Ало. За ова зборував. Добар ден. Ало, добар ден. Добре, ни дојдовте во црвена линија. А јас мислам дека кој е виновен за волкав док? Данок не плаќаат луѓе, многу повеќето социјалните случаи не плаќаат данок, а не плаќаат и некои националности во Македонија што живеат, да не се именуват, и они не плаќаат данок. Не се будари да плаќаат данок. Кој може да не плаќаат данок, ни кривично, никако не одговарат зашо да плаќаат данок. Тука плаќаат данок само македонците, затоа што они мора да плаќаат. Ако не плаќаат данок, или ќе ги дадат на извршител што ќе земе од дома се што треба и што не треба. Значи, не е само социјалните случаи што не плаќаат данок, него и други има националности што не смеат да ги пипнат, а не плаќаат никаков данок. Јас плаќам данок редовно, па ништо нема фајда да ти плаќам данок. У катастарот ме водат под различни катастерски броеви и сега ја не знам што поседувам и што не поседувам по нивните катастерски планови во општината. Значи, работата е во тоа што законот не важи за сите. Благодарам многу за одговорите. Учеството во црвена линија. Посетувам уште еднаш, внимавајте и на времето. 90 секунди е едно вклучување. Инаку почитување, доколку сакате се разбира целосно, навремено да сте информирани, се што треба е да кликате на нашиот сајт, посетувајте го tilma.com.mk. Во однос на темава во црвена линија, еве кој наслов ви треба. Општините со милиарди денари, ненаплатени даноци и такси. Всушност, Државниот завод за ревизија утврди дека единиците на локална самоуправа не ги користат целосно своите фискални капацитети, што резултирало со речиси 3 милиарди денари ненаплатени побарувања од даноци, такси и надоместоци, и тоа во периодот 2020 до 2024 година. Потука и ве прашуваме, еве, кој е одговорен за волкавиот долг? Дали се тоа неплаќачите или институциите? Каде ја гледате одговорноста? И кој е тој што секако должи и не плаќа данок според вас? Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете, ве слушаме внимателно. Благодарам. Како новинар ќе си земам за право да кажам дека на погрешно место го поставувате прашањето. Одговор на ова прашање треба да дадат новинарите од вашата информативна редакција. Секако имаат простор за тоа, затоа што ќе го продолжиме времето. Црвена линија е намената за тоа да се слушнат одговорите кои ги имаат граѓаните, бидејќи секако се следат, присутни се во општеството. Затоа така поставен. Јас сето тоа го разбирам. Меѓутоа, на социјалните мрежи веќе со денови се препукуваат луѓето, а единствена официјална информација беше дека веројатно и вие знаете и плаќате данок, сметките доцнат со месеци оваа година. Официјална информација нема, граѓаните претпоставуваат дека се работи за тоа дека сега данокот е зговемен. И таа информација треба да се даде од информативните редакции. А кој е виновен? Институциите. Постои начин за принудна наплата? Мене воопшто не ме интересира од која националност се неплаќачите. Мене ме интересира зашто јас плаќам, вие плаќате, а некој може 5 години да не плаќа. Што прават институциите?
Благодарам многу секако и за одговорите и за укажаното. А ние секако ќе потсетиме што се однесува до црвена линија. Ова е просторот во кој што граѓаните имаат можност директно да се вклучат и секако за институциите, надлежните и одговорните да го дадат одговорот, односно ова емисија каде што ние ги информираме, еве слободно ќе речеме оние кои што се одговорни, засегнати и релевантни за одредена ситуација или аномалија во општеството или проблем, да слушнат, точно да ги слушнат ставовите на граѓаните, бидејќи ова е простор само за граѓаните. А секако Телма телевизија, преку својата информативна редакција и сето оно што имате можност да го проследите на програмата врзано во однос на случувањата, не само во земјата, регионот, па и во светот, секако има простор и затоа и се гледа Телма. Ајде да се навратиме на вас, почитувани. Значи, црвена линија е целосно намената за граѓаните. Па од тука сакаме точно од вас да слушнеме кој зошто, еве, што мислите, не ги плаќа општинските, се извинувам, даноци. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, црвена линија. На вашето прашање одма одговарам со прашање. Кој е крив? Тој што го јаде зелникот или тој што му го даде? Ало, ме слушате? Многу внимателно, продолжат. Значи, кој е крив? Тој што го јаде зелникот или тој што му го даде? Тој што му го даде. Значи, се знае кој е крив. Јавашлукот во државата. Јавашлукот во државата 35 години уназад. Зборувам за највисоките институции во државата. Од премиер, председател на собрание, председател, пратеници, министри, секој дневно се одразува негативно. Не само гостива, не само кочани, сегде. Вие може да замислите да најдите аномалии во Академијата за суди и обвинители. Па ајде ќе ве молам. Како тие ќе работат обвинители и како ќе работат тие суди? Кога таму има аномалија. Значи да ни биде јасно кој е крив, тие се криви. Или сега во општините не наплатен данок, а од маđарскиот кредит, од унгарскиот кредит, ние му даваме пари. Бе нека види владата. Кој не приберва? Јас знам дека една општина, да не ја именувам, наплаќа данок на имот 2%. Ето, што е то 2%? Мајтапли тие си играт со државата и со општината. Кај се тие општински? Благодарам многу. Имате го во предвид секогаш времето од 90 секунди. Инаку, според ревизорскиот извештај, причините се слабости во регулативата, застарени методологии, нецелосни регистри, недоволно човечки ресурси и несоодветни софтверски решенија. Особено е посочено дека голем дел од долговите за данок на имот се постари од 5 години, што укажува на недоволна наплата од општините. Па кој е одговорен за големиот долг ненаплатен данок според вас? Неплаќачите или пак институциите? Добар ден. Добар ден и убав ден. Вам и на вашата екипа. Благодарам и вам. Вака, па добро кажа човекот. Институциите прво треба да се сами видат кои сте и какви се и зашто не плаќаат и они. И албанците не плаќаат. Кога им текне, еве, јас за вода 2 пати платив. Еднаш платив, ја замолив комшиката, она го онажеше таквото, ај речи го, и што се наплатува, го снимаше и им го испрати. Не знам душо дека си платиш, ама па мора да платиш. И па платив. А на неја и дадов 300 денара и тамо колку треба да дадам и ајде кажи ми. 2 пати за една сметка плаќав јас. Каде го тоа има? И дури вчера на една и кажам, она вика, не верувам. Како не веруваш, ба? 3 пут треба да се гоштева, како мислиш ти? Тоа е работата кај нас. Оти мижи буте е работата. Потурни ме да кизинсам. Не да ги гледаат кој плаќа, кој не плаќа.
Рендом, брате. Ако си толку наивно и мутаво, ќе се возат до крај. Толку имам да кажам пријатно. Извини ако сгрешам. Благодарам многу за кажаното и учеството во Црвена линија. Ве префрлам на Facebook на прашањето кој зошто не ги плаќа општинските даноци. Види напиша вака. Кој не плаќа и зошто граѓани и правни лица не плаќачи, многумина свесно или несвесно не плаќаат, особено за стари долгови. Причини сиромаштија кај дел од населението, перцепција дека услугите на општините се слаби, во заграда лоши патишта, вода, чистење или едноставно сите така прават. Во некои рурални или помали општини културата на плаќање е слаба, но ова не е главната приказна. Ревизијата јасно покажува системски проблеми на институциите. Благодарност до види. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Ало, здраво, Црвена линија. Па знаеш што? По моја логика, најбогатите од државата не плаќаат никакви даноци. Чак и оној данок што го плаќаме ние на плата, на било што, да речеме пензионери, не знам како им наплаќаат данок, али на плата што се наплаќа данок, тие 16% ли како беше на плаќање, на богатите не се наплаќа ни тоа. И сега рачунете зашто да е таков законот. Имаше предлоги од левица дадено за они да плаќат најскап данок. Према учинокот, према влезот на парите на тие буржуи, да платат тој процент од 16%. Значи, ако земе 100.000 евра, не си даде таму 16.000 евра у касата. А тие не плаќаат ништо. Тоа е амерички рецепт. Најбогатите у Америка ништо не плаќаат данок. Така да и кај нас се спроведуваат тие закони, се додека нашиот стратешки партнер го слушаме и му идеме по кепот, ние обичните граѓани, овие власта, што се они, тие си ја знаат работата, како да терат. Вака ќе биде и овој и за куќа, и за нива, и за што и да платиш данок. Благодарам за учеството. Одиме повторно на Facebook, како одговори што напиша Андоновска Лилјана. Вели да ја демантирам гледачката што рече дека најмногу се покачи данокот. Ние плативме директно во општината, бидејќи се уште немаме добиено решение за данок. Вредноста е иста како минатата година. Има луѓе што со години не плаќаат. Па кој зошто еве не ги плаќа општинските даноци? Па дури и со години, како што напиша Андоновска Лилјана. Добар ден. Ај, добар ден, Тина. Убав ден. Ве слушаме, повелете. Тоа зависи сето само вработените во општината, тие кои треба да си ги приберат даноците. Еве како кај нас во Кавадарци, најдобриот градоначалник има најдобра реализација на тие даноци и највисоки даноци. Еве ја за 90 квадрати плаќам околу 3600 динара годишно. А пред една година 1900 динара плаќам, сега 3600. Колку пати е зголемено тоа? 2 пати е зголемено. Како може така в една година да се данок на имот да се зголеми? Ете тој нашиот добар градоначалник што прави во Кавадарци. Затоа Кавадарци е општина како што треба. Значи, нема тамо одвод, ова да е пречистителна станица во Кавадарци. Во Луда Мара се излевува тоа фекалиите, тамо смрде сето низ ова Глишич и Марена, Сопот, тамо се. Таков градоначалник треба секаде да видиме. Само го фалиме, ние го фалиме, а најзадолжена е општина во државата Кавадарци. И доста со тие фалби. Индустријска зона има, а тамо има складишта што меѓу куќите наши што да можеме од нив мирно да живееме, ништо. Тамо Златибор, еден онко. Благодарам многу за учеството и вклучувањето во Црвена линија. Секако гледајте не до самиот крај на ова издание, инаку
Во извештајот на Државниот завод за ревизија се наведува дека постојната законска рамка не овозможува ефикасна наплата на локалните приходи. Регистарот на недвижности не се ажурира по службена должност, роковите за плаќање не се јасно утврдени, а не е регулиран ниту начинот на доставување на даночните решенија. Па, почитувани, кој зошто не плаќа општински даноци? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, верувам дека го не слуша и гледачот. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Веднаш се префрламе на Facebook, нека се пријави гледачот, бидејќи се чувствува дека има некој на линија, но најверојатно од другата страна не слушаат. Даниел Петковски напишал: неплатените даноци за имот треба да се ги наплати општината и тоа да ги наплати со камата за секое доцнење. Благодарам, Даниел Петковски. Добар ден. Во црвена линија сте, ве слушаме добро. Од Буковиќ, општина Сарај. Поздрав, секако и од Сарај, до Сарај. Една необична работа. Јас редовно плаќам комунали, плаќам вода и не вода, туку ѓубре и канализација. Вода имаме, вода не плаќаме. Затоа што немаме водомери. Не е извршен ниту технички прием и канализацијата која се направи пред 6-7 години и водата 7-8 години има ни технички прием, ни водомери имаме. Јас бичка водам со водовод, никако да дојам до информација зашто немаме водомери. И што да правиме сега? Абе луѓе, викам, арам е тоа да трошиш, а да не плаќаш. Тоа катастрофа е. Меѓутоа, ја не знам што е работа, а редовно овие ги плаќам со не со фактура, туку со каса прими. Од када тоа право со каса прими. И не знам што направам. Плаќам така, но сега што ќе биде тоа. Важно ја си плаќам. А иначе од ѓубрезвиите сме задоволни, на време секоја среда ѓубрето убаво го чистат. Вода. Така, големо благодарам што се вклучивте во црвена линија, сега код токму за гледачите на црвена линија дадовте ваши одговори, така да ја збогативте и дискусијата која што ја водиме денес. Тихомир Спасовски напиша: зошто општините би се интересирале за собирање даноци? За Скопје уште не се испорачани решенијата. Тука е владата, ќе се задолжува со кредити и секоја година ќе им префрла на општините. А пак тие со огромна администрација ги јадат народните пари. Измислуваат сомнителни проекти, веќе нема оптимизам. Секој ден нови грабежи, нови афери, помилување на криминалци, а даноците се најмал проблем. Поздрав, благодарност за Тихомир Спасовски и почитувани, времето наложува да ги погледнеме рекламите. Останете со нас, следуваат и резултатите. А почитувани, сега ќе ги соопштиме резултатите од денешната анкета. На во овој сам дел од црвена линија ве подсетувам што поскоро да не заследите на Инстаграм и на Фейсбук. Се разбира со цел од понеделник повторно да бидете активни меѓу оние кои што редовно не следат и учествуваат во анкетите. Што се однесува до денешната анкета, се одговори вака. Значи, оние каде е одговорноста за ненаплатените општински даноци, одговорија под А кај неплаќачите 10%, додека кај институциите 90%. Подсетувам, резултатите ќе бидат објавени на Instagram Story, за следите не, ќе стојат тука во наредните 24 часа. А ние сега кога се гледаме во понеделник со нова дискусија, нова тема и не заборавајте да кликате на telma.com.mk и имајте пријатен викенд. Довидување.